Поздрав! Денеска сакам да зборувам за полната месечина и емотивните експлозии кои што ги очекуваме на 9 август 2025 година во 9 часот и 55 минути на 17 степен во знакот Лав и 17 степен во знакот Водолие. Значи сонцето се наоѓа во знакот Лав, а месечината се наоѓа спротивно во знакот Водолија и овие две светла се наоѓаат на 17 степен. Зашто спомнав дека се тоа не очекуваат експлозивни емоции? Секогаш пред една полна месечина, да речеме една недела пред тоа и една недела после тоа, може оваа енергија да ја почувствуваме. Зашто е таа толку експлозивна? Значи, оваа полна месечина е експлозивна, интензивна, моќна и да не заборавиме, доста позитивна. Оваа полна месечина бара од нас да се емотивно ослободиме. Ајде да почнеме од почеток. Зашто се работи тука? Сонцето во знакот Лав на 17 степен. Знакот Лав ја представа петата куќа во природниот хороскоп. Значи, тука е фокусот кон авантура, кон авантурите, кон љубовта, кон децата, кон забавата. Значи, лавот за него е тоа многу битно, таа енергија да ја живее. И може би се го вложува тој труд, сето тоа да го добие. Сега, неговата деструктивна енергија може да биде, ако во тоа се претера, и секогаш фокусот е може би повеќето кон себе си насочен, тој фокус, каже може би цела таа енергија е насочена кон себе си. Меѓутоа, Водолијата спротивно и лавот може да научи од Водолијата и понекогаш да се фокусира кон другите. Значи, сета таа забава, сета таа тие авантури, да се поделат и со другите. Оред, не само да биде тоа во корист за нас само, меѓутоа прашањето се поставува што јас нудам и за другите. Значи, таа е таа енергија каде што ќе може лавот да научи од Водолијата. А спротивно исто така. Значи, Водолијата исто така може да научи од лавот. Што можам јас да научам од лавот? Па секогаш, некогаш и да си гледам за себе си. Каква е таа енергија на месечината во знакот Водолија? Месечината е владар на знакот Рак. А ракот е сензитивен, чувствителен. Месечината ја бара таа блискост. Месечината сака да се спои со некако. Таа е таа енергија каде што е сензитивна енергија, полна со емоции. Сега пристигна во знакот Водолија и се ствара истовремено една експлозивна, емотивна случка. Знакот Водолија не е неговиот фокус кон таа блискост. Знакот Водолија ја бара дистанцата. Знакот Водолија се ориентира кон другите, кон општеството. Не се фокусира, да речеме, кон некоја личност и да дава нежност, да дава блискост. Значи, Водолијата си гледа напред, тоа е иднината, тоа е техниката, значи тука нема блискост.
Или сте виделе, например, некој во мобилен телефон да имаме некоја блискост? Сигурно не. Ете, тоа е еден, тој смешен пример што ви давам. Така и водолијата. Водолијата нема во себе, не ја носи таа блискост во себе. Значи, водолијата се дистанцира од таа блискост. Водолијата не може да воспостави таков близок контакт со другите. И затоа тука месечината не може таа чувствителна енергија, таа блискост да ја живее. Баш сега се најде една полна месечина каде што емоциите се експлозивни. Значи, оваа полна месечина и оваа енергија ќе можете да ја почувствувате една недела пред и една недела после тоа. На 17-тиот степен, значи сите вие кои што сте родени во знакот Лав и Водолија, каде што имате планети, измеѓу 11-тиот степен и 17-тиот степен Лав Водолија, истовремено другите фиксни знакови, како што е бикот и скорпионот, кои што имаат исто така лични планети измеѓу 11-тиот и 17-тиот степен во знакот бик или скорпион, и вие ќе можете оваа енергија најинтензивно да ја почувствувате. Меѓутоа, зашто се работи сега во оваа полна месечина? Како што реков, една доста моќна полна месечина, интензивна и експлозивна. Што се бара тука? Да се ослободиме. Емотивна слобода се бара. Што значи све тоа? Значи, тука се бара да се ослободиме од тој деструктивен, емотивен багаж што го носиме со себе. Зашто е тоа толку потребно? Затоа што веќе тоа не ни користи, не блокира едноставно. Каде што не можеме веќе емотивно да растеме. Каде не напредуваме, каде што нема напредок, емотивен напредок. Значи се бара емотивна слобода. Сега да го погледнеме каде е владарот на знакот Водолија. Тоа е Уран. Уран и првиот владар на знакот Водолија беше Сатурн. Уран актуално се наоѓа во знакот Близнаци, каде што веќе пристигна, а Сатурн, значи стариот владар, се наоѓа во знакот Овен, кој што е оваа планета е ретроградна. И она се наоѓа на првиот степен, сега актуално во знакот Овен. Значи, тие нивни владари, значи овие шефовите на месечината, да речеме, се поставени доста добро меѓу себе. Сатурн ја представува тоа старото, значи стариот систем. Тоа нешто што го носиме во себе, што веќе не ни користи. То се вика старост е старо, поминува рокот и ајде со здрави. Така ли? Сега, Уран е таа нова енергија. Уран е слободата. Да се ослободиме од тоа што веќе не ни користи. Од тоа што не прави можеби од нешто зависни да бидеме. Сите вие прашајте се. Од што сум зависна? Зашто не можам да се ослободам, да го живеам, да живеам таа моја креативна личност? Како што е сонцето, нели Водолијата може да научи нешто од сонцето. Која сум јас во суштина? Кој е тој мој вистински идентитет? Зашто спомнав во почетокот? Дека ако го живееме сонцето во знакот Лавот деструктивно, каде што може би фокусот е само кон себе си, таа деструктивна енергија.
Да се ослободиме од тоа. Не, тоа не е добро. Да се ослободиме од тоа и да се насочиме истовремено и кон другите. Да си се прашаме што им нудам јас на другите. Каква љубов, што давам јас од мене за другите исто така. Затоа што знаете дека тоа се враќа 100 пати наназад. Без да размислувате дали имам јас корист од тоа или не. Не мораш да имаш корист. Секако тоа се враќа наназад. Верувајте во тоа. Ајде назад да се вратиме. Значи, таа емотивна експлозија. Имаме во оваа натална карта, на оваа полна месечина, една астролошка фигура. Значи, оваа астролошка фигура се нарекува змајска фигура. Значи, тука секако треба да знаеме да го читаме тоа и да го анализираме. Планетите не ни даваат голема поддршка и ни помагаат ако успееме да излеземе од тоа старото. Значи, од тоа што не блокира, од тој стариот идентитет. Од тој стар идентитет што не ни користи веќе. Кој е вашиот нов идентитет? Зашто се плашиме тоа да го прифатиме? Значи, Уран се наоѓа во знакот Близнаци и Сатурн се наоѓа во знакот Овен, кој што е ретрограден на првиот степен. Овие две планети меѓу себе прават еден секстил, што значи тоа многу пријатна енергија. Овие две планети актуално се хармонични. Значи, тоа старото и новото, затоа што Уран го представува тоа новото. Ајде да речеме тоа нешто ново што треба да се роди. Овие две енергии меѓу себе многу добро се сложуваат во овој период. Оваа полна месечина, истовремено, не само што имаме една полна месечина, него и до 12, значи од 6 до 12 август имаме еден од најважните и најбитните аспекти во месецот август. Значи имаме таа змајската фигура во астрологијата, каде што оваа полна месечина веќе тоа го припрема. Значи полната месечина е на 9. Тоа све што се случува во универзумот е една фантастична енергија, што значи тоа имаме голема поддршка од универзумот. Да се ослободиме од таа емотивна блокада. Нема да биде толку едноставно, затоа што Марс ќе направи, кој што веќе ќе пристигне во знакот Вага, ќе направи истовремено една опозиција со Сатурн. Секогаш исто кога имаме една полна месечина, не треба во истиот момент да влеземе во некоја акција или нешто да промениме. Можеби таква енергија ќе добиеме, сега сакам нешто да изменам во мојот живот и сега ги барам тие промени, сега сакам све тоа да се измени и сега ќе се ослободам од све. Меѓутоа нема да иде тоа толку лесно. Затоа што Сатурн е ретрограден во знакот Овен и Марс. Таа енергија која што не потенцира ни дава енергија за да идеме во акција. Ќе направи една опозиција со Сатурн. Значи тоа ќе не може толку брзо да влеземе во едни промени. Што е тука потребно? Да веруваме дека ако ние тоа од срце го сакаме, и ако внесеме труд во тоа и љубов во тоа, да бидеме отворени и да сакаме да се ослободиме од тоа што веќе не блокира, од што сме зависни, да се ослободиме од тоа, кој ни става препрека да идеме напред. Прашајте се самите себе си и бидете искрени во тоа. И не ги осудувајте другите луѓе. Значи, таа е таа порака што ни го праќа универзумот за оваа полна месечина.
за да не дојде уште еднаш при крај, за да не дојде до таа експлозивна енергија, каде што може да се почувствувате хистерично, каде што ќе можебе да сакате нешто одма сега све да се сруши и све од почеток да почнам. Така може тоа да се почувствува, да. Знаете дека Марс ќе направи една опозиција со Сатурн и сега тука е времето, не е дојдено нешто да се промени. Битно е да се знае, да се освестиме дека дојде времето за промени. Да речеме за емотивни промени, емотивно ослободување. Таа е таа порака што ни ја носи оваа полна месечина, која што ќе влијае и до следните 2 недели, пардон. Имаме еден многу убав друг аспект за кој што ќе зборувам во следните денови. Значи, полна месечина на 9.8.25 година во знакот Водолија. Тоа беше само за накратко за оваа енергија, што можеме да очекуваме. Ако ви се допадна ова видео, лајкувајте го, коментирајте го и кој е заинтересиран секако за една лична консултација, тука сум за вас. Сите податоци кои што се битни за да ме добиете, ќе ви ги поставам испод ова видео. Се најубаво, голем поздрав од мене и до скоро. Чао!